Прва тема со соговорник во студиото 3 на Македонската телевизија, која што е многу актуелна и за која што многу се зборува изминативе месеци. Простата, увозната зависност на Македонија од електрична енергија континуирано расте, дека енергетската зависност може да биде сериозен проблем, укажуваат и од Светската банка во својот последен полугодишен извештај за економиите од Западен Балкан. Ке поскапува ли струјата во периодот кој што следува? Треба ли актуелната енергетска криза да биде поука за воиднина и каква стратегија ни е потребна? Е тема на која што утрово разговараме со професор доктор Антон Чаушевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Професор, отвараме многу актуелна тема изминатиот период, која што и вака некако ќе ја започнеме. Наместо домашно производство имаме зголемен раст на увозот на електрична енергија и тоа го покажуваат и податоците на Регулаторната комисија за енергетика. Да речеме, годишниот извештај вели дека во 2021 нето увозот на електрична енергија изнесувал 33,15%, во додека во 2020 31,30%. И 8 или зголемување за 11,99%. Е сега првото прашање на што се должи зголемениот увоз на електрична енергија, намалување на домашното производство или зголемување на потрошувачката? Значи, Македонија веќе континуирано увезува електрична енергија последните 10 до 15 години и постепено тоа се зголемува, односно и зависи и од потрошувачката, зависи и од домашните капацитети, колку се способни, колку имаме вода кај хидроелектраните и така натаму. Меѓутоа, последните 3-4 години веќе сме 30% увоз до зависни од електрична енергија, што ете една третина, лани толку беше, значи се зависи од домашните капацитети. И зошто е тоа така? Затоа што немаме изградено домашен капацитет во последните, да речеме, 20 и повеќе години. Хидроцентралите Козјак и Света Петка се последни големи, да речем, хидрообјекти, односно производни капацитети. Ја имаме термоелектраната Топлана Скопје, меѓутоа таа е приватна инвестиција. Се градеа под приватно концесионерство мали хидроцентрали, фотоволтаични централи, ветерниот парк, да не го заборам, Богданци. Тоа е она што го имаме направено, меѓутоа недоволно да ги покрие нашите потреби. Ваква енергетска криза Македонија памети во 80-тите години, кога поради недостаток од електрична енергија земјата се соочи со рестрикции, но вилете енергетскиот сектор не е како пред 40 години кога бил многу слаб. Тоа е нешто непосредно пред пуштањето на рек Битола, чинам така. Да, почетокот на 80-тите години имавме таква, нека биде криза да ја наречем, меѓутоа тие рестрикции беа заради тоа што се очекуваше во тек на градба беа нашите термоцентрали Битола и кога тие се изгради 82, 86, 88 постепено влегува во погон, се подобри ситуацијата и да кажам така живеевме последните колку е 35-40 години, се уште сме нашиот енергетски столб се заснива на термоцентралите во Битола. Меѓутоа тие се веќе остарени. Друга е ситуацијата тогаш они влегува како нови објекти, јагленокопите беа полни суводол, а сега е сосем поинаква ситуацијата. Они се веќе на крај на животниот век, каде што и немаме веќе јаглен. Значи, сосем е поинаква ситуацијата. Изминатиот период имаме и сериозна економска криза, а со тоа и раст на цените речиси во сите сфери на општественото живење, меѓу другото и цената на електричната енергија, за кое што експертите не се оптимисти дека наскоро ќе се стабилизира. Еве последно викендов имаме информација дека нова цена на струјата ќе има, колку ќе видиме од тоа колку ќе може да произведат државните електрани. Ова беше информација која што ја соопшти вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Колку ќе расте или каков ќе биде трендот на раст на цената во периодот кој што следува? Значи, една причина од оваа економска криза и енергетската криза. Тоа се некако нормално зависни, затоа што енергетската влијание на секој продукт, на секој сервисна услуга, може да има помалку или поголемо влијание во формирање на цената, на крајната цена. Електричната енергија, сведоци сме што се случи, да кажеме, од септември минатата година, како вртоглаво отиде цената нагоре, како ја поминавме зимата, да не навлегуваме во тие детали. За очекување дека пролетва и летово
цената на електрична енергија ќе падне надолу, меѓутоа под 100 евра по мегават сат сигурно нема да биде. Сега, кај нас се прави корекција јуни и декември на цената на секој 6 месеци. Последниот пат се утврди на регулирана цена за домакинствата, нели 42 евра по мегават сат, по која АДСМ ја испорачува на ЕВН. Сега во јуни ќе дојде нова корекција на цената. Значи се прават тие анализи колку да оди, сигурно ќе оди нагоре, меѓутоа тука мора да најде компромис владата, односно регулаторната комисија од една страна и енергетските компании од друга страна. Енергетските компании сигурно бараат повеќе, затоа што производната цена и трошоците се повисоки неголи по која се продава. Јас верувам ќе оди нагоре, меѓутоа тука мора да се најде некој баланс, да не се направи голема социјален удар. Да, кој ќе биде на поголем удар? Семејствата, индивидуалните домакинства или компаниите? Тука треба да се најде компромис. Значи, веројатно ако се оди со помала цена, сега 42 евра по мегават сат, ако се оди, не знам, со 50 на евра или не толку големо зголемување од, ајде да кажам, 10 на 15%, тогаш ќе мора да се најде начин да се субвенционираат енергетските компании. Значи, затоа на таа вага треба да се најде еден баланс. Да не се дозволи па да пропаднат. Ако пропаднат, со затоплувањето на времето и повисоките температури, потребите за енергија се намалуваат, па се очекува и притисокот на оваа тема да попушти, но велите државните институции не треба да се опуштаат во периодот кој што следува и тука треба да се прават клучните подготовки за следната сезона. Што значи тоа конкретно во однос на активностите за изградба на домашни термоенергетски и хидроенергетски капацитети? Тоа сакам да кажам. Значи, сега со пролетен, летен период, нормално потребата од електрична енергија, топлинска, па нема никаква потреба, е намалена. Али не сме да се заборави. Што значи тоа? Па секако дека треба да се спремаме за следната зимска сезона. Ајде да кажеме кој е критичен период? Од 1 ноември до, ајде да кажам, 1 април следната година. Тоа се некои 5 зимски месеци кои се критични во смисла на снабдување со топлинска и со електрична енергија. Ова значи дека треба да биде спремни термоцентралите Битола, односно да има доволно јаглен за една континуирана работа, ослома и Неготино се покажа, термоцентралата Неготино, ја пуштивме последнава зима, се покажа дека е во добра кондициона способност, значи после 12 години неработење се покажа дека со мали нормално поправки, проверки и тестирање се покажа дека е во ред таа термоцентрала и мораме на неа да се, без разлика колкава е цената на мазотот. Значи да се снабдат од прилика 100.000 тони мазот за термоцентралата Неготино и за овие термоенергетски постројки во Скопје што се за загревање, тие да бидат подготвени, како да кажам, 1 ноември, не да и нормално јаглен да се обезбеди на тоа мислам. А во смисла на градба на нови термоенергетски, хидроенергетски и други капацитети производни, тоа треба време и треба пари. Сега да одлучиме минимум 3 до 5 години се прави еден капацитет. Значи, ние мораме да мислиме и краткорочно и долгорочно. Но енергетската криза, растат на цените на енергијата и увозот на електрична енергија, особено за земјите од Западен Балкан, беше една од главните теми на кои што укажа меѓу другото Светската банка. И сега тие вела треба да се најде алтернатива за производство, ја посочија како добра опцијата за обновливи извори на енергија. И од оние податоци кои што можете да ги видам изминативе денови, имаме некое благо поместување во однос на производство на енергија од обновливи извори, но каква конкретно сериозна стратегија не е потребна на оваа тема? Видете, значи Македонија е земја што географски се наоѓа на јужниот дел, значи блиску сме до Медитеранот и тоа мора да се искористи од аспект на обновливите извори на енергија. Значи се градат континуирано фотоволтаични системи, ветерни централи се градат, сето тоа ќе се искористи, меѓутоа и една фотоволтаична централа минимум 1 до 2 години е потребна. Значи, они се прават континуирано. Еве се спрема и правилникот да се смени, да се малку олабава, така да ги наречам, тие критериуми за градба на
во домашни услови, да кажам, резиденцијални фотоволтаични системи или сервисни компании. Така што тоа ќе оди континуирано, меѓутоа секако треба да се има контрола од аспект на и другиве компании, МЕПСО, ЕВН и СМ, поготово затоа што тие ќе работат во еден систем кај што сето тоа треба да се балансира. Значи, али тоа континуирано, мислам, ќе се прави во следните години. Се прави досега, имаме околу 100 мегавати фотоволтаични, имаме ветерниот парк Богданци и мали хидроцентрали имаме околу 50, можда и повеќе. И сето тоа ќе се прави на приватна иницијатива и понатак. Може би добро е да продискутираме дека и индивидуалните домаќинства треба сериозно да размислуваат на оваа тема и да се поттикнат. Па видете, ова веќе електричната енергија стана економска категорија. Значи самото тоа ќе ги натера или ќе ги возврати без разлика, секој си размислува на тие на тој чекор, дали да инвестира или да не инвестира. Може би ке домашните резиденцијални потрошувачи се уште е скапо, затоа што од друга страна па електричната енергија има субвенционирана цена или регулирана цена. Меѓутоа тоа ќе биде интересно кај сервисните услуги, да речеме помали предпријатија. Еве гледаме стално на медиумите дека они бараат или субвенционирана цена или да им се дозволи да градат бензински пумпи, не знам, мали компании кај што има можности да на кров да направат. И фабриките во Тир се поттикнаа да дискутираат. И фабриките во Тир, значи секаде каде може и самите компании го бараат тоа да некако владат, односно правилникот им ја олесни таа административна работа. Кога станува збор за поголемо производство на електрична енергија, експертите ги споменуваат и малите нуклеарни централи. Веројатно кога се споменува оваа тема, првиот синоним е Чернобил, но познавачите велат дека генерално и кај на целиот регион има мали нуклеарни централи кои што можат трајно да го решат проблемот со недостигот од електрична енергија. И сега, има ли некоја опција таква за изградба кај нас, бидејќи информациите се дека воопшто не е ефтина инвестиција, меѓутоа на долг рок се исплати? Да, малите нуклеарни централи или SMR што ги вика, Small Modular Reactor, се некако како технологија воведени некоја измиксирана технологија помеѓу оние што се, да речеме, на пловни објекти. Имаме 450 нуклеарни реактори такви на пловни објекти, подморници, носачи на авиони, не знам, ледокршачи и така натаму, на нуклеарен погон од 10 и повеќе мегавати, и оние што се на земја за производство на електрична енергија. Значи, ќе се прават, односно разни компании, вендори ги прават тие мали нуклеарни реактори и веќе се очекува да влезат во комерцијално користење. Зошто, од каде таа идеја? Па идејата е тоа што она што рековте, таа е скапа инвестиција, нуклеарните централи, голем број на земји не се во можност да си дозволат големи реактори што коштат со неколку милиарди долари и евра, така што овие малите модуларни реактори е некое си преодно решение за и за ова енергетска криза, не за кризата конкретно, меѓутоа за едно енергетско снабдување, едно комотно, да речеме, енергетско обкружување за мали земји, мали електроенергетски системи. Меѓутоа, таа опција е некаде можда изводлива после 2030-2040, зашто сепак влегување во таа нуклеарна технологија не е баш така едноставно. Значи, треба припреми, треба нуклеарна инфраструктура да се припреми и од аспект на формирање на тие нуклеарни тела, комисии, човечки ресурси, едуцирање на кадар и така натаму. Значи не е баш така едноставно. Енергетската криза, велите, мора да ни биде поука за иднина, но и за сите овие инвестиции кои што ги споменавме можни, потребно е време и пари. Како во меѓувреме, професор? Значи, она што реков, мора да се смета краткорочно за она што го имаме во моментот, а нормално и долгорочно, односно среднорочно, ајде да кажам, од 3 до 5 години и над 5 години кај што влегуваат и опцијата на нуклеарни мали модуларни реактори.
Значи, краткорочно, на што реков, треба да мислиме следната зима. Значи, да се набави мазут и јаглен. Тоа имаме, не можеме. И да сакаме, не можеме да направиме. Среднорочно, да овие фотоволтаични системи што се најавуваат, да се овозможи на компаниите да ги инсталираат тие производни капацитети каде може. Сето тоа да се овозможи со регулативни, правилници и така натаму. Секако треба да се мисли на хидрообјектите. Чебрене веќе во некој си постапка не на изградба, меѓутоа на тие активности за изградба. Треба да се мисли со гасот, нели се поврзавме со Александрополис, гасниот терминал, значи имаме неколку опции. Значи, треба да се направат во следните 3 до 5 години, да кажам, и гасната опција и хидроцентралите, оние што не се на располагање нормално. Значи, тоа имаме, немаме некој си, не знам каков избор. Вардарска долина, понатака и така натаму, да не е. Ова секако ќе биде една од темите за кои што многу ќе се дискутира во периодот кој што следува и сигурно сум дека повторно ќе се сретнеме овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Благодарам за гостувањето и анализата. Благодарам и на вас. Се надевам дека нешто појаснивме и за гледачите и за поширокиот аудиториум. Благодарам уште еднаш.